Еден ден откако во општината пристигна решението од Државниот инспекторат за локална самоуправа, со кое градоначалникот на Штип Иван Јорданов и председателката на Советот Весна Кожинкова добија опомени, а од советниците се бара да ги повторат изјавите со користењето на уставното име и придавката Северна, но и повторно да ги изгласаат сите веќе донесени одлуки, од општината се уште немаат конкретен коментар и одлука како понатаму ќе постапат. Јас во текот на овие денови ќе направам координација со советничката листа, ќе направам координација со правните служби во општина Штип и врз основа на тоа ќе се произнесеме за нашите понатомошни чекори. Во меѓувреме, општина Штип одржа 2 седници и донесе неколку одлуки, кои инспекторатот ги прогласи за ништовни. Советниците кои ги потпишаа изјавите со Република Македонија ќе мора да потпишат нови свечени изјави со уставното име, како и да се повторат одлуките кои во меѓувреме се донесени. Стои меѓу другото во решението на инспекторатот. За ова да го направат, инспекторите на советниците им даваат рок од 15 дена, пошто општината може да се спроведе мерката забрана за прописи, што ќе значи и целосна блокада на работата на општинскиот совет. Ова според градоначалникот Јорданов е класичен политички притисок врз општината и нејзините тела. Ова е еден од механизмите кои што го практикуваат и повторно ќе кажам, наместо да се интересираат за посуштински прашања и работи, наместо да бараат одговорен кој ги потрошил 300 милиони денари народни пари и кој ќе сноси одговорност, тие се занимаваат со блокада на работењето на Советот на општина Штип на штета на граѓаните. Веднаш по посетата на инспекторите пред една недела, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Душко Иванов најави дека доколку се добија одлука со која ќе се бара нова изјава и повторување на одлуките, тие истата ќе ја обжалат на управен суд. Дали ќе останат нова одлука или евентуално ќе ги прифатат укажувањата на инспекторатот, ќе се знае најдоцна за 15 дена, кога истекува рокот даден од инспекторатот. Во меѓувреме, останува нејасно и дали по добиеното решение ќе се одржи за во понеделник закажаната трета седница на Советот, на која меѓу другото треба да се дискутира и за ребаланс на буџетот.